iOS 27 се фокусира на брзината. Новиот iOS 27 на Apple е примарно насочен кон брзината и стабилноста. Првите впечатоци од бета верзијата покажаа пофлуидна работа и побрзо отворање на апликациите, што е особено забележливо кај постарите уреди како iPhone 11. Системски забрзувања. Компанијата оптимизираше клучни делови од архитектурата, со што стартувањето на апликациите е побрзо до 30%, вчитувањето слики до 70%, а AirDrop до 80%. Финалната верзија на системот ќе биде достапна во септември. А и ограничувања. Функциите со вештачка интелигенција како Siri засега работат само на англиски јазик. Напредните опции на Apple Intelligence остануваат ограничени на поновите уреди, почнувајќи од серијата iPhone 15 Pro. Заклучок, наместо радикални визуелни промени, ова ажурирање носи реално системско освежување и буквално ги оживува по старите телефони што се во секојдневна употреба. Дали вештачката интелигенција размислува? Големите јазични модели како ChatGPT и Claude не поседуваат свест, туку статистички го предвидуваат следниот збор врз основа на научени образци. Ова ја потврдува тезата за кинеската собат на Џон Серл, генерирање точни одговори без реално разбирање на значењето. Нови когнитивни вештини. Наспроти ова, истражувањата на Антропик и Стенфорд покажуваат дека моделите развиваат емергентни способности да решаваат логички проблеми и планираат комплексни задачи, што ги прави повеќе од обичен автокомплет. Проблемот со вистината. Најголем контрааргумент се халуцинациите, каде системот самоуверено креира неточни факти бидејќи неговата цел е јазична веродостојност, а не вистина. Поради ова, во критичните области човечката проверка останува задолжителна. Заклучок, вештачката интелигенција веќе успешно пишува и анализира како човек, но експертите остануваат поделени околу тоа дали зад тие резултати некогаш ќе стои реално разбирање или ќе остане само напредна статистика.